Се враќаме назад во утрински брифинг и за моја среќа имаме еден прекрасен гостин ова утро, Александар Матовски, Цако. Цако, добро утро и добре дојде во утрински брифинг. Добро ве најдов. Многу ми е драго. Вчера ја промовираше стихозбирката Јас сум Цако во кино Фросина. Впрочем, една од причините зошто разговараме утрово во утрински брифинг. Како помина вчера таа манифестација? Твоја лична, интимна? Тој би се преубав настан, каде што беа полни со емоции. Сигурно веќе и некои портали, телевизии беа таму, видоа, сигурно им се допаднало. Така, се надам дека им бил убаво. Цако, ти не си нов за македонската јавност, добро те знаат, си гостувал во повеќе медиуми, имаш своја емисија на Радио МОВ. Ја возиш уште таа емисија? Уште да. Да. Меѓутоа, она што мене ме интересира лично, што значи стихозбирката Јас сум Цако за те? Значи, да си Јас сум Цако, се веќе и кон мојава емисија што ја водам, Јас сум Цако, стварно Јас сум Цако, и во поезијата сите таму работи што мене ми се свиѓале од 10 години па наваму гледано. А што те инспирира кога ги пишуваш зборовите? Зависи, некој настанов од весник, например, од овој весник или од некој соличен весник, од се што не обкружува како земја, косемество, надвор, целека. Со оглед на тоа што општествено си многу ангажиран, твоето слободно време не знам како се движи од кој во кој период во денот, меѓутоа кога најмногу твориш, кога најмногу пишуваш? Најмногу пишувам навечер, тога сум наинспириран за подготовка на некоја песна или пак забавле. Сабајле? Да. Колку се бајле? Додека трае вака утрински брифинг? Пример, да. Кажи ми, после првата стихозбирка, јас, знаејќи твојата упорност, знаејќи колку си ти мотивиран во сето ова што го правиш, знам дека ова нема да ти биде прва и последна. Веќе можеби работиш на некој твој нов материјал. Се работи. Да? На повеќе материјали. Не е само на еден. Не е само поезијата? Не е само поезијата, има и уште нешто. Што е, ќе ни откриеш или? Не, тоа ќе оставиме на јавноста да се открие. Добро. Кажи ми само, Цако, со оглед на тоа што имаш уште една вест која што те фрли во популарноста на некој ден на интернет. Беа многу заинтересирани луѓето кога Цако влезе во градската администрација на главниот град. Таму си веќе некое време. Да, веќе вадат виделела. И што е она што Цако го прави во градот? Пред се сакам да им се заблагодарам. Од видоа дека мисијата ќе биде донесена, а ја и така го препратев тој сектор каде што сум денеска, па е од моето искуство што го имав, ќе го преточам во нашиот главен град. Кои се твоите идеи во рамките на градот, нешто што сакаш градот да го реализира, што е идеја на Цако? Бидејќи во тековните се имат тековни активности, што ја ги се вклопам во нив. И ги дадам содома нов печат. Ама во нивните тековни активности. Ке се вклопам јас. И ќе го направам тоа на собствен начин. Како што знаеш, со својата харизма. Да. Цако, пред да ти се заблагодарам што беше гостин во утрински брифинг, овде гостувањата се така кратки, знаеш, Ама сладки. Кратки и сладки. Ве пратам. Да, што е оно што би им го порачал ти на младите луѓе кои што имаат идеја, кои што можеби им фали малку потрнување, поттик, помош за да си ги остварат своите цели? Како треба да го направа тоа? На собствен начин.
на и собствен, да бидат уникатни. како што е Александар Матовски Цако, јас слободно можам да кажам. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам. Се гледаме секако во утрински брифинг. Ова ти е прво гостување, меѓутоа ти си ранобудник, ќе дојдеш повторно. Да, ќе додам, да.